Добро дојавте моето ново видео. Денес си снимаме со Стефан кој е по професија доктор. Малце ќе поразговараме за таа тема, пошто прв пат се соочувам со ова професија и затоа малце сигурно ќе ви заинтересира и вас, секако и мене, и има што да ви кажа Стефан. Здраво Стефан, Милош прифаќаме да снимаме. Здраво, фала ти за поканата. Дали си спремен? Спремен. Ете, Стефан, од каде жил бете за ова професија? Ето доктор, пошто реално е многу тежок спектар за, не знам, за наука, за шо? Уште од самите почетоци, уште од основно кога учев, не постоеше ниту една љубов друга, освен медицината. Секогаш сум гледал како најблагородната професија, каде што јас инвестирам со моето учење за да спасам, односно помогнам на нечив живот. Од тој аспект, токму поради тоа го завршив моето средно образование во Средното училиште на град Скопје, каде што сега работам, односно Панче Караѓозов, а потоа продолжив да студирам на медицинскиот факултет во Штип. Супер. Дали секој може да заврши медицината, според твое мислење? Вака. Медицината представува како наука, односно дел од образование, многу голем предизвик. Пред се треба да се има многу голема желба, секако треба да се има желба за учење, капацитет за учење, волја за учење, но сепак треба да се има и истрајност, затоа што самиот процес на изучување на медицината бара многу вложување и жртвување. Од тој аспект, затоа што тој е периодот каде што ние сме млади, сакаме да излегуваме, социализација и слично, но од друга страна е патот кој го одиме за долг чекор, односно реализација на нашата визија. Така, дали сигурно ќе ги заинтересира гледачите, сигурно и мене. Дали според тебе, твоја гледна точка, медицината е на високо ниво во Македонија? Не. За жал, не е на највисокото ниво. Имаме достигнувања во другите соседни земји, па и подалеку, каде што гледаме дека се многу понапред, но согласно како се развива нашата земја е на, можам да кажам, добро ниво. Имаме премногу квалитетни кадри, но разликата е во ресурсите. Во ресурсите кои ги дава. Дали според тебе може да се подобри тоа? Може, секогаш може подобро, и од аспект на финанси, и од аспект на ресурси, и од аспект на квалитетни кадри, како за еден човек, така и за една професија. Ете, сигурно ќе ги заинтересирате и за ова. Требаш може во почеток да кажам како се случувате со настраданите за откочани. Јас бев директно инволвиран во таа ситуација. Да, директно бев инволвиран во таа ситуација. Многу жално, многу трагично. Всушност тука станува, можам да кажам, и проблем до целиот тој систем кај нас во општеството, затоа што само едно лице постапило правилно да пружи прва помош, односно да се заштити себе си, ја намокрило сопствената мајца и спасило други луѓе, затоа што не мора да си доктор за да спасиш нечив живот, например, со пружање на прва помош, со донирање на крв и слично. Жално е, тука станува збор за системска грешка од повеќе аспекти, каде што не е инволвирана до тој степен медицината, туку едноставно веќе јавно е познато за какви проблематики станува збор. Мислам дека тоа уште долго време ќе го насеме. Да, но многу работи пробуваат во нашата држава да бидат обоени, без разлика што не треба да бидат обоени. За жал. Но се надевам дека, и сам секогаш верувам во правдина, токму поради тоа моите мастер студии се на правниот факултет. Верувам во правдина и сметам дека на крајот од денот ќе излезе правдината на видео. Така, јас мислам. И сега друго прашање ми е, дали потешка дека студираш Штип, дали полесно факултетот со медицина во Штип и Скопје? Или кои се предноставите во Штип, кои се предноставите во Скопје? Значи вака, јас своеволно го избрав универзитетот во Штип. Немав тука некоја бариера од разлика на оценки и
или слично. Сметам дека тоа е мојот правилен избор, не ги деградирам ни едни колеги и сметам дека моментот на учење зависи од секој индивидуал посебно. Ако некој сака да научи, ќе научи и во Зимбабве. А ако некој не сака да научи или не може да научи, џабе и на Оксфорд, да. Џабе ќе се бори. А тоа дека јас сум презадоволен од факултетот, каде што воедно држам вежби по хистологија. Искрено ти кажам, дефинитивно да се врати времето, 20 пати да се врати времето, 20 пати дефинитивно би направил истата постапка, односно истиот избор. Дали колку време треба да се учи, не знам, некој предмет по медицина, идејата или медицина, факултет? Колку дозволува, пример, предметот или факултетот? Да ти рачувам другите финки, некои како што се по другите бизнес или менеджмент, нешто така, не треба многу посветен за разлика од медицина, пошто медицината рано се работи за живот и термината. Медицината е како факултет, медицински факултет, бара многу пожртвувана. Поради тоа што имаме неинтензивни вежби, константно се мора да се посвети на учење. Зошто? Затоа што една тема е отприлика околу 50 страни. Многу е потежок предклиничкиот дел, каде што се учат оние механизми, причинители и све слично, но потоцно кога ќе се премине во тој клинички дел, само се систематизира и се изучува механизмот и проблематиката од таа сфера, од тоа гледиште. Многу е тешко, според мене е многу тешко, но ако се има истрајност, желба и волја, сметам дека не постои ниту една соодветна бариера каде што може да те спречи во реализација на собствениот. Да, има, може да паднеш еднаш, два пати, три пати и повеќе пати да се случи, но сметам дека ако се работи со квалитет и како што треба, може да се постигне дефинитивно. Друго прашање со ова професија, дали си занимавате со нешто друго? Јас се занимавам моментално и со социјални мрежи. Си имам занимавано и како новинар. Имам водено детска емисија, познато ќе име Звон. Тогаш се го сменија името одреден временски период. Си имам занимавано и со други професии, но во глобала действувам на сите полиња каде што може да се пронајдам, поради тоа што сум мал и сметам дека треба да инвестирам што е можно повеќе, затоа што самиот живот не знаеме што не носи. Да. Едноставно секоја година, секој ден одредени врати се отвараат, одредени врати се затвараат, па сметам дека додека имам слободно време, додека имам енергија и време, можам да ги отворам моите порти на успех. Од тој аспект. Така. И са како да стигнеш толку професии? Ете, медицина, работиш на како да стигнеш на Прашањето што ги мачи сите. Доколку се сака и доколку правилно се изменеджира времето, верувај дека време има за се. Не постои терминот јас немам време тоа да го изреализирам. Зошто? Можеби немаш време, не е моментот сега да се случи. Но едноставно ќе ги наместиш така коцките за сето тоа да го изреализираш утре, задутре или во некое доследно време. Од тој аспект. Затоа што на крајот од денот ние го организираме денот. Да. Можеме да седиме и да гледаме серии од по 3-4 сати во текот на денот, а зашто да не можам да направам некоја инвестиција за себе. Што би било во повеќе страна корист. Зошто не би дошол да ти спочитувам и да присуствувам на ова видео, кога едноставно и тебе би ти спочитувал и ти би имал бенефит, и јас би имал некое ново искуство, така да се е тоа до личности до карактер. Така. Наредно прашаме, ете, пастен да не должен многу шо план имаш видно, ако можеш ништо да не јадеш. Иднина. За мене иднина представува нешто многу далеко, затоа што сметам дека треба да действуваме во моментот. Нешто што го гледам како цел е дека дефинитивно сакам да завршам докторски студии, да си ги завршам моите мастер студии.
здравје Боже да упишам специјализација, но сметам дека како главна цел е насочување кон науката во моето образование. Од аспект на кариерен план. Секако би продолжил да се занимавам и со додатни професии од страна, колку ми дозволува времето, нормално примерна професија мене ми е медицината. Но од типот што јас се занимавам и знам да се појавам и на одредени мисии и како модел, како презентер и слично, тоа дефинитивно не би го запоставил, доколку ми дозволува времето, нормално. Супер. Толку до видео, ако ви се допадне видео, ако сакате што вакви нови видеа, да не заборавате да ставите лайк и subscribe, и во дека се пратите Стефан, ќе има една гистера сака кон мене и мило ми е Стефан, што прифати што нешто, што се разговара. Фала ти. Следете паметни содржини. Нормално.